Лозарите и винарите ги започнаа преговорите за цените и условите за престојниот откуп на винското грозје. Првите барат зголемување од 3 денари за килограм, а вторите ја нудат ланската цена. Земјоделските стручњаци од сферата на лозарството проценуваат дека годинава родот е со подобар квалитет, но од друга страна е помал од ланскиот, бидејќи временските неприлики го зедоа својот данок. Во лозарските региони производителите на винските сорти грозје барат откупната цена за килограм да биде 16 денари за вранецот и 14 денари за смедеревката, или за 3 денари повеќе од лани, кога беа 13 со 11 денари. Винариите пак истакнуваат дека имаат проблеми со ликвидноста и со залихите, но се убедени дека родот ќе биде откупен во целост, а цените на грозјето ќе ги дефинира пазарот. Визбите оставаат резерва дека е можно да има зголемување на цената, но само кај поквалитетните сорти грозје, а кај другите нема оправданост таа да биде повисока од она што се плаќаше минатата година. Земјоделските стручњаци велат дека пролетните мразеви уништија до 70% од родот, особено во поголемите региони, иако и во Кочанско-виничкиот поедини лозари имаат пријавено целосно уништување на родот, кое ќе има и подолгорочни последици во наредните години. Дека една неволја не оди сама придонесе и африканскиот жежок бран, кој го доуништи тоа што се спаси во април, па голем број лозари ќе немаат грозје ниту за проба. Таквата ситуација ќе има влијание и врз продажбата на грозје на пазарите од каде граѓаните се снабдуваат заради производство на вино и ракија, кое сигурно ќе има повисока цена, а ќе се нуди во ограничени количини. Првичните информации од теренот велат дека килограм квалитетно грозје есема ќе достигне цена од 25 до 30 денари.